над 1.100.000 македонци беа измамени и шверцерски им се подметна документ изработен во соседна држава кој има за цел да ја одреди иднината, судбината на нашата држава. Тоа никој разумен граѓанин на оваа земја не може да го прифати и не смее да го дозволи. А ово особено се однесува до политичките лидери кои се обидуваат да подметнат еден ваков документ, да апелираме до нив најмногу дека сега е момент да покажат разум и да покажат лидерство. Иако проба минатата недела да направат еден блицкриг во собранието и да изберат председател на собранието, кој што не се откажал, него осудил овој документ, не ја отфрлил неговата содржина, не успеа бидејќи граѓаните излегоа на улици. Доколку СДСМ влезе во такво сценарио за кое се заговара деновиве, на неправно, незаконско, недемократско, неделовничко однесување во парламентот, треба да знае дека ВМРО ДПМН ќе реагира оштро. А треба да очекува дека и народот во Македонија ќе има сериозна реакција според она што можеме да го видиме деновиве. Тоа би било голема грешка на СДСМ во правец на нарушување на демократијата во Република Македонија и нарушување на стабилноста во земјата. Народот е прилично сензибилизиран. Народот е свесен дека Заев има преземен обврски, дека добива фактура, дека му е испорачена фактура, која што сам ја договорил, дека киријата му е висока, но народот и државата не се должни да ја плаќаат неговата фактура.